Добар ден, почитувани. Ова е најновата Телма амбуланта. Дебелината кај децата е сериозен здравствен предизвик и тивка епидемија. Што преземаат европските земји за решавањето на проблемот? Како изгледа оброкот во јапонските училишта? Каде сме ние? Шпанија неодамна донесе одлука за промена во исхраната кај децата во училиштата. Во име на нивното здравје. Велат не за ултрапроцесираната храна и да за свежиот зеленчук. На оваа тема денеска разговараме со професор доктор Игор Спировски, специјалист по хигиена и здравствена екологија. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламите. А како и досега, ќе оставиме простор да се вклучите и вие со ваши прашања, но и размислување на оваа тема во програма. Дали исхраната на децата во училиштата може да биде клучот во борбата против дебелењето? На оваа тема денеска разговараме со професор доктор Игор Спировски, специјалист по хигиена и здравствена екологија од Оделението за исхрана во Институтот за јавно здравје. Професоре, добре ни дојдовте во Телма амбуланта и добар ден. Добре ве најдов и ви благодарам за поканата. Шпанија одлучи да направи промени во исхраната кај децата, за таа цел донеси законска регулатива. Па како се случи една земја која што е позната по медитеранската исхрана да има потреба да донесе закон за да промовира здрави оброци и навики во училиштата? Тоа е добар пример од овој кој што го спомнавте, е добар пример на носење на политики базирани на податоци и на факти. Со години, од кога почна детската дебелина да се смета, да се промовира како сериозен здравствен проблем, а тоа не е толку одамна во однос на другите здравствени ризици, значи некаде 2006, 2007, 2008 година, почна едно европско, најголемо, можеме да речеме, европска иницијатива за следење на дебелината кај децата, на која што ние сме горди членки од 2010 година. И во сите тие кругови на собирање на податоци се покажа дека децата во Шпанија имаат најголем проблем со дебелината, односно живеат со зголемена телесна тежина и дебелина. Тоа ги алармира нивните здравствени авторитети, нивните и образовни авторитети, затоа што влијание на дебелината особено се гледа во образовниот процес, дека е веројатно крајно време нешто да се направи за Шпанија да ја симнат од, може би некогаш е на врвот, некогаш е баш при врвот на земјите кои што го имаат овој здравствен проблем. И така да тие високи преваленции на зголемена телесна тежина и дебелина кај децата од 6 до 9 години, тоа е причината затоа што се во тие деца во најголем дел се мерат во најголем број на државите, решија да направат промера, односно да направат задолжителна регулатива регулатива, чиме регулатива мора да е задолжителна во форма на подзаконски акти за да ја подобрат состојбата, значи да почнат нешто да прават за тоа да се подобри. Затоа што состојба статус кво нема добро. А какви промени во исхраната направија? Што мора да се исфрли, а што е задолжително да се воведе? Еве ултрапроцесираната храна е на прво место на црната листа. Така. Нивниот пристап, бидејќи нивниот пристап малку се изучуваше и го промовираше и Светската здравствена организација, Шпанија е голема земја, има влијание по сите параметри и низ разните меѓународни организации. Нивниот пристап беше таков што да се воведе контрол, односно да се воведе еден оброк кој што ќе биде контролиран од страна на училиштата или на образовниот процес, во кој што ќе се придржуваме, односно тие ќе се придржуваат кон стандардите за правилна или препорачана исхрана, а тоа е точно тоа што кажавте, ултрапреработената храна, затоа што сега има класификации неколку, ние најчесто ја користиме, и СЗО ја користи нова класификацијата за ултрапроцесирана храна, значи да се исфрли таа храна од училиштата, а она што ќе им биде достапно барем во еден оброк на децата, тоа е многу важно, да биде оброк кој што ќе го промовира нивното здравје. Значи, зголемена количина на овоше, зеленчук, месо кое што не е ултраобработено, туку е на да речам на со процеси се помала обработка спремено, секако риба, затоа што е забележано дека морската храна, иако се морска земја и сите медитерански држави,
За жал, децата се подложни на истите влијанија кои што се подложни кај нас. Глобализацијата го направи тоа и нема бегање од тоа. Еве овие што ги гледаме на сликите, жита, темнозелени зеленчуци, јатки, сето тоа да биде во една балансиран оброк кој што ќе им биде достапен на децата од училишна возраст. Колку е реално децата да се приспособат на овие промени во исхраната без отпор и саботажи? Пред да одговорам на прашањето, да кажам дека всушност тоа е и одговор на вашето прашање. Не оди глатко. И чекор назад да се вратиме, не оди глатко и носењето, особено на такви акти, а прилагодувањето е втора етапа. Првата етапа на носење е прилично тешка, треба еден сериозен консензус да се направи на државно ниво дека тоа треба да се направи. Во поголеми држави со посилни индустрии тоа е уште малку потешко во однос на кај нас, да речеме. А од кога ќе се направи, отпорот може да дојде и од дополнителни страни. Кога веќе е донесен актот, отпорот може да дојде од децата, што е природно, кај нив треба промената да се направи, меѓутоа и од нивната најблиска околина, од родителите кои што се задоволни можеби како детето им напредува, како јаде во градинки одеднаш, ако има некоја нагла промена, може да забележат дека ке детето има определени промени и отпор кон храната. И сега тоа треба да се управува со сите тие отпори. Поентата е дека може. Апсолутно дека може тоа да се направи, апсолутно е изводливо и секако дека, пак ќе речам, не оди тоа само со едноставно донесување на актот и толку работата е завршена. Тоа е еден континуиран процес на следење, на прилагодување, ако сакате, за да може тоа да се направи. Значи, оваа трансформација има улога и државата, но и родителот. Апсолутно. Родителите се дел од процесот и тие никогаш не треба да бидат исклучени. Може би не треба да бидат вклучени во носењето на актите. Носењето на актите е сепак стручна работа. Прво е, може би, политичка за да се донесе консензус, меѓутоа стручни лица мора тоа да го спремат. Меѓутоа, кога ќе се донесе актот кој што треба да го следат основните, средните училишта или сите вклучени во образовниот процес, тогаш е важно родителите да бидат дел од таа заинтересирана страна, како ги викаме сега, со која што ќе се разговара, ќе им се објаснува, ќе се одговара на нивните прашања и така натаму. Какви ефекти се очекува да произлезат од овие мерки? Имат ли ти е направено некаков план? Во однос на јавноздравствените мерки, ние што се занимаваме со јавно здравје, малку сме хендикепирани во однос на некои што се занимаваат колеги со клиничка медицина, да речеме, особено овие кои што се занимаваат со гранки со кои што резултатите веднаш се гледаат. За јавноздравствените интервенции треба малку подолго време, за да се видат промените. Меѓутоа, она што се очекува и она што е промовирано од нивна страна е дека треба да се намалат во следните собирања на податоци, да видиме постепено, ако не намалување, барем застанување на трендот на зголемена телесна тежина и дебелина кај децата, а подоцна тоа да се рефлектира и кај возрастните. Тоа е прво. Второ, се подобрените здравствени ефекти, затоа што вие добро во најавата кажавте дека тоа е процес кој што треба да почне да го трансформира здравјето на нацијата. Почеток на такви интервенции во рана возраст би требало да резултира по 5, по 10 години во многу поздрава популација, која што на крај сите за тоа се бориме, прво да се продолжи животниот век, да се продолжи здравјето, меѓутоа и да се намали оптоварувањето врз здравствениот систем. Тоа е една од главните движечки сили на сите носители на одлуки, влади, министерства и така натаму, при тоа институтите за јавно здравје кои што им помагаат да ги донесат тие одлуки, за да се намали оптоварувањето врз здравствениот систем. И таа порано започнување, секогаш јас тоа зборувам, предвремено започнување на болести да се запре, а со тоа да се намали предвремената смртност. Професоре, каков е односот кон училишниот оброк на останатите западноевропски земји? Например, Швајцарија, Данска, Франција. Како изгледа кај нив? Таа ситуација низ Европа е прилично шаренолика. Тие кои што први ги воочуваат проблемите, тие први, значи, најчесто решенијата се прво доаѓаат таму кај што се најголеми проблемите. Финската студија, така наречена Карелија, која што започнела во 1972 година и се уште трае, што е континуиран процес на следење на здравјето на населението.
Затоа што забележале дека нивното население сериозни проблеми здравствени се појава во однос на зголемени масти во крвта, зголемени преваленци на диабет, зголемени преваленци на зголемена телесна тежина, на дебелина, предвремени умирања, мозочни удари, хипертензија, значи покачен крвен притисок. Кога го забележале нивните носители на одлуки тоа, решиле да направат една студија која што ќе биде и студија на следење, меѓутоа и студија на интервенции. Значи, низ времето се прилагодуваат интервенциите за да може нивното население денес, колку е, тоа 40 години и повеќе, може би близко 50 години после почнувањето, нивното население да има значителни подобрувања во однос на здравјето и значителни заштеди во здравствениот систем. Сега, тоа не се случува, како што реков, од денес до утре, меѓутоа, тоа е пример на тоа и голем проблем, бара големо решение. Скандинавските земји се доминантни во нивните политики поврзани со исхраната, дури се доста иновативни, доста предничат со некои интервенции кои што во другите држави уште се дури не се ни размислуваат, например спречувањето на маркетингот кај децата, регулативи за тоа што може, што не може да гледаат децата во време кога најмногу се гледа телевизија. Сето тоа дигиталните медиуми малку го компромитираат, меѓутоа веќе сме во фаза кога се носат и такви регулативи. Малку пониско ниво на регулативи се оние кои што одат кон нутритивното профилирање, значи што може, а што не може во училишни услови да има како достапна храна за децата. Во некои земји има забрани за брза храна, за газирани пијалоци. Секако, во некои има забрани, во некои има нутритивни профилирања кои што се користат, да речеме дека во училишна средина може таков и таков профил на храна да се продава со такви и такви нутритивни карактеристики. Тоа па некогаш може да изгледа дека не е она што подразбирам ние под здрава храна, меѓутоа храната не е се цигари, не е тутун, не е се лошо во неа, така што во тој баланс можеби некогаш ќе биде и дозволено и нешто сладко да каснат децата, меѓутоа генерално, затоа што јас го читав и шпанскиот случај, таму изричито не се забранува дури ни некоја храна која што ние мислиме дека се забранува, меѓутоа многу ограничено. Нешто еднаш на 2 недели, нешто еднаш неделно и така натаму. Ќе проговориме за ограничувањата во моментов, на тоа ќе се насочиме, дали ограничувањата, односно забраните за брза храна и за газирани сокови, например, за конзумација во училиштата, ќе го постигне, ќе го даде вистинскиот ефект или само учениците ќе почнат скришно тоа да го јадат, да го пијат надвор од училишните дворови? Видете, на се што изучуваме и секаде каде што го промовираме тоа, секаде каде што го работиме и каде што се бара наше мислење, кажуваме дека во јавното здравје регулацијата во еден сектор нема да го реши проблемот. Значи ние тоа, ако само секторот образование земе да го решава овој проблем и само секторот здравство, сигурно нема да има решение, затоа што секторот образование ќе ја донесе таа регулатива. Можеме да спомнеме што ние сме донеле, затоа што ние... Ќе проговориме детално за тоа. Меѓутоа, ако тоа не биде поддржано со малку пошироки мерки, кои што ќе спомнам, носат кон ограничено рекламирање на тој тип на храна во таа околина, кон нутритивно профилирање на храната во таа околина, кои што се мерки кои што ги носи, не знам, економија, финанси, здравство и така натаму. Ако не се вклучени тие сектори во креирањето на таква мерка, тогаш изолирано ќе резултира со она што вие го кажувате. Нешто ќе во тој период и како тоа е повеќе од ништо. Морам да кажам дека таква мерка и само една мерка да се донесе, таа ќе биде повеќе од ништо да не се прави. Статус кво ситуација во јавното здравје денес од 2025 година не смееме да дозволиме. Значи дека проблемите сами од себе ќе се решат. Не, ако не реагираме, тие ќе се влошуваат. И таа ситуација ние континуирано алармираме, зборуваме дека не може така да се решава. Така што мора повеќе сектори во еден координиран процес
да одат кон решавање на овој тип на проблеми. А тоа дека ќе се замени, ќе се викаме тоа субституција, нема да го јаде додека е во школа, па ќе го јаде кога ќе биде дома. За жал, дел, јас не сакам тоа никогаш да го спомнувам и го спомнувам на крај, дел од одговорноста, не сакам да кажам вината, но и одговорноста за нашето здравје носиме и ние. Так. Не можеме баш се да, иако најголема е одговорноста на целата општествена заедница која што се грижи за атмосферата во која растат нашите деца, меѓутоа дел од таа одговорност е и во нас лична, самите, и во нашата околина, кај родителите на децата, никогаш кај децата секако, меѓутоа кај родителите имаме дел од одговорноста и ние да се прилагодиме и малку да излеземе од зоната на комфорот кога знаеме дека тоа ќе биде дури за општо добро. Може би не само за наше, ние да речеме дека немаме проблем, меѓутоа мора да жртвуваме дел од нашиот комодитет за општото добро и општото здравје на популацијата. Ајде да продискутираме за јапонскиот пример. Вела дека нивниот однос кон училишните оброци е најдобар во светот. Тука можеме да го погледнеме видеото зошто се истакнува како посебен и толку значаен. Па, веројатно има и дел од тоа што ние во овој дел на земјината топка не можеме да го разбереме како тие го сваќаат нивниот начин на хранење, на исхрана и колку исхраната е важна за нивното здравје. Кога првпат ги вовеле овие оброци, тие датираат во разни форми од 19-тиот век кај нив, па се до најновите акти кои што се поврзани со исхраната, во базата на нивната на рациото зошто се тие донесени е тоа дека храната представува влог во иднината. Меѓутоа не само здравствен влог, туку влог и на запознавање, на дружење, на социјален момент, на хигиена, на екологија, значи сите тие параметри во нивната, да речем, преамбула на актот за да се донесе се дел, за да може во овој момент да кажеме дека тие навистина го имаат тој систем кој што се изучува како најдобар во светот. Дел тука помага и нивниот начин на исхрана и продуктите кои што ги имаат и кои што се базирани, кои што се главно растителни. Меѓутоа не е само тоа. Малку разговаравме и пред емисијата и спомнав дека до тоа не е дојдено преку ноќ. Тоа е процес кој што тие од првичната идеја да го спроведат до финалната идеја за нивното, финалниот акт за нивно спроведување, растел низ годините. Прво со мониторинг на здравјето на популацијата, потоа со мониторинг на ранливи популација, децата по дефиниција се ранлива популација, да се види нивното здравје, потоа да се види нивниот нутритивен статус и кога веќе влегуваме во нутритивниот статус, дали е антропометриски, дали е внесна храна, тогаш веќе влегуваме во детали кои што тие ги имаат многу добро разработено. Така, има тој едукативен момент во целиот овој процес. На децата секојдневно преку разглас им се најавува што ќе содржи оброкот, зошто е тоа здраво, делумно е субвенциониран и е задолжителен. Значи не можат учениците да донесат од дома храна. Тоа е тоа што го добиваат на училишта. И колку што можам да сватам, никој не се жали и сите мора да го изедат оброкот. Децата самите сервираат, потоа самите ги мијат чиниите од како ќе завршат, чистат, раскриваат масата. Има навистина многу интересни податоци на кои што најдов. Нутриционистите велат дека го осмислуваат менито, имаат ограничен внес на шеќери и калориски, односно животински протеини. Вообичаено оброците се состојат од житарки, зеленчок со малку месо и риба и се гради почит кон храната. Може би тоа е суштината. Суштината на тој процес, различен од јадењето, е хранење на почит кон храната и на почит кон отпадот од храна, да не се фрла храна, дека тоа е нешто кое што е драгоцено, кое што ние сериозно треба да се грижиме. Рековте дека е делумно субвенциониран, тоа е исто важна ставка.
Кај нас тоа не постои во моментов, освен во градинките, во основните училишта не постои и тоа е нешто на кое што во моментот и Министерството преку детската гаранција заедно со УНИЦЕФ. Да, вели ако не е целосно бесплатен, оброкот е значително субвенциониран од Тоа државата. сакам да кажам, дека значителна субвенција и никаква субвенција е голема разлика. Во Европа има процес на носење на така наречени детски гаранции, кои што во различни форми ги има во, па можам да речем, двоцифрен број на држави во Европа, кои што помагаат преку храната да се намалуваат и нееднаквостите меѓу децата. Значи, ваквиот начин на исхрана, ваквиот начин на комуникација и на социјална интеракција, меѓу другото е процес и на намалување на нееднаквостите. Кога сите јадеме исто, кога не одиме надвор да купуваме, па тој што има повеќе ќе купи повеќе, тој што има помалку, со што се уште кај нас може би тоа да значи и статусен символ. Така што од сите аспекти ова е изворена подлога, исхраната во училиштата е изворена подлога за децата, делот на едукацијата кој што можеби во други предмети го учат, преку храната и исхраната да го усовршат. Доколку сами подготвуваат оброци, доколку сами мерат, ти учат и математика. Така. Доколку сами организираат, сервираат оброци и така натаму, тука е координација, механика, значи има други, како да кажам, придобивки, кои што во процес, кој што вака примарно не изгледа дека може да се имплементираат, се имплементираат преку самиот процес. Професоре, некој ќе рече, не е доволна промената само на составот на училишниот оброк. Но каков е проблемот со дебелината кај децата во Јапонија? Еве, кои што имаат еден ваков специфичен пристап. Тие не се меѓу земјите кои што имаат значајни проблеми поврзани со дебелината и тие се дел од, условно го викаме, западниот свет. Так, тие живеат по се што е присутно, во најразвиените држави, Јапонија несомнено меѓу најразвиените држави во светот, е присутно и кај нив. Меѓутоа, нивниот животен век првенствено, еве да тргнеме од возрастните, нивниот животен век е најголем во или се менува или е прв или е втор, зависи од тоа. Значи се многу високо во однос на долговечноста. А исхраната има сериозно влијание во однос на тоа. Така што на крај ние можеме дебелината како дебелина е здравствен ризик, е здравствена состојба која што предизвикува ризик, меѓутоа тоа не мора да го скратува животниот век. Некогаш викаме дека има дебелина која што не го загрозува толку нашето здравје, затоа што во некој период на нашиот живот можеби повеќе масти ни требаат за да не заштитат од деградација на мускулното ткиво. Значи има процеси во кои што дебелината не мора баш секогаш да биде доминантен здравствен ризик, меѓутоа исхраната кај нивната популација тоа е најмногу докажано, целоживотно внимавање во однос на исхраната кај нив е со значајна здравствена корист. Дали јапонскиот модел на училишни оброци би можел да се примени кај нас или пак во Европа со оглед на тоа што имаме различна култура кон храната? Секако дека може да се примени. Она што е проблем е нашата решеност радикално да се менуваме. Значи за оваа промена треба радикални промени. За да имате доволно време децата да поминат во да речеме во училишна менза каде што треба да јадат или да ги према здравствен сами оброците, ви треба малку повеќе време. Тоа значи повеќе време во училиште. Тоа не значи скратување на часовите. Тоа значи повеќе време во училиште. Значи имате во старт имате прилагодување на курикулумот. Така. Дополнително работата со сите што не се деца, а се вклучени во просторот. Тоа е оние кои што ги навабуваат состојките, оние кои што примерно ја подготвуваат храната, оние кои што и кај нив има дел кој што се вика кетеринг, не баш секаде се подготвува во секој училиште храна, некаде се носи од тоа училиште кај што се подготвува. Меѓутоа, сите треба од
набавката или од уште ако сакаме и примарно од одгледувањето на производите, па се до нивното консумирање треба да бидат вклучени. И на крај секако децата и родителите. Спомнавме на почетокот. Значи, доколку родителите се исклучени од овој процес, од таму ќе дојде најголемиот отпор. Така што тоа е една радикална промена. Коренита промена која што треба да решиме да ја направиме и да влеземе храбро во таа промена, доколку сакаме ова да го имаме кај нас. Пред да преминеме на анализа на нашата ситуација, јас би ја продискутирала односот кон училишните оброци на Австралија. Таму училиштата всушност не нудат оброци на децата, родителите имаат обврска да ги подготват секое утро и да ги спакуваат во посебни куфирчиња. Но и таму имаат строги критериуми што смеа, што не смеа да се спакува во детскиот оброк. Тоа го исто го воведоа пред некоја година. Например, не смеат овошен јогурт да му дадат на своето дете, или пак не смеат чоколадно колаче, доколку е тоа подготвено во оброкот, детето ќе остане гладно. Нема да му биде дозволено да појадува или да руча. Примерите кои што ги наведувате се сите примери на земји кои што се имаат сериозно решено дека ќе вложуваат во превентивата. Значи ќе вложуваат во прераната појава на болести. И пак ќе речем затоа што имале сериозни проблеми претходно. Австралија е еден таков пример. Целата земја е трансформирана во една или оди по патот на една зелена трансформација, а таа зелена трансформација не е само да го зголемиме квантумот на шуми и на зелени простори во градовите. Таа зелена трансформација бара одржливост и во исхраната. Така што тоа нивно локализирање, подно затоа што се големи тие не се држаат во континент, затоа што се големи какви што се, од нив се бараат најголемите промени во овие меѓународни договори кои што ги подпишуваме за заштита на климата, за климатските промени, како што е Парискиот договор. Сите тие вклучуваат и внимавање и одржливост во однос на исхраната. Така што Австралија е добар пример исто така за тоа. Кај нив малку пазарната економија е посурова, она што го спомнавте вие, кај нив не се субвенционирани воопшто оброците. Меѓутоа, тоа не значи дека не може од филантропски организации да се побараат средства за тоа да се организира, или некои општини, можеме и во нашиот случај тоа да го спомнеме, некои општини или училишта кои што имаат приходи по различни причини, барем за своите ученици да го субвенционираат тоа. Соединетите американски држави во оние училишта, во државните училишта интервенираат со некакви законски регулативи? Интервенциите се адхок, не се системски. Не се. Тие се адхок интервенции и најчесто се базирани и кај нив има промени. Пак ќе речам, ова е релативно млада гранка во делот на јавното здравје и кај нив има промени, меѓутоа кај нив се адхок и несистемски и заради децентрализацијата на државите надвор од федералната влада, а ова администрација нивна е особено за дерегулација доминантна. Дерегулацијата, жалам да кажам дека и тоа ќе го опфати. Комплетната дерегулација ќе значи дека тоа ќе биде се базирано на пазарна вредност и на некаква добит кој што ќе треба да ја остварат тие кои што евентуално би организирале некаква заедничка исхрана на децата во училиште. Кај ни во моментов не е добра ситуацијата и не сум сигурен дека ваквата дерегулација ќе им помогне. Многу е лабаво регулирано и зависи многу од гувернерот или од некој таму каунти кој што тие имаат своји правила зошто и како треба да го регулираат тоа. Ајде да видиме каде сме ние. Нашите училишта порано имаа сопствени кујни. Персонал кој што подготуваше оброци на лице место. Сега имаат училиштата склучено договори со снабдувачи. Дали е тоа чекор кој што доведе до подобрување во храната во училиштата или пак напротив, до пад на квалитетот? Секогаш е подобро училиштата да нудат оброци кои што ги спремаат самите и во своји кујни. Меѓутоа, ние имаме традиција на нудење на храна
не толку на оброци, колку на храна во училиштата или ужинки. А нудењето на оброци, за жал, е многу малку застапено. Кај нас е застапено во најголем дел во училиштата низ главниот град. Многу малку од училиштата во овој момент, порано не било така, а многу малку од училиштата низ државата се нудат оброци за своите деца. Втората работа е што оброците од така наречената целодневен престој се нудат до трето, до четврто одделение максимум. Значи децата после четврто одделение или после трето најчесто низ државата се оставени на својата волја, на волјата на нивните родители да им пратат од дома или на можноста да им дадат определени средства, па тие да си купат она што им се јаде во моментот. Така што обемот и опфатот на децата кои што се зафатени со училишни оброци не е задоволителен кај нас. Тоа е прво. Втората работа е што она што го кажавте, оброците кај нас не се субвенционирани во основните училишта. И тука зависи пак од економската моќ. Тоа секако не е екстремно скапо. Меѓутоа пак зависи од економската моќ на семејството, дали може да си го дозволи тоа или не. Особено јас размислувам секогаш во основата на јавно здравје, без да ми биде замерено, е да се грижи за најранливите. Во дефиницијата на јавното здравје, дека примерно треба за најранливите да се грижиме, а оние кои што имаат се, многу малку се интерес на нашето истражување и на нашата активност. Така што несубвенционирањето исто така е еден вид на креирање на нееднаквост меѓу децата. Она што е добра страна кај нас е што ние имаме исто регулатива која што е задолжителна. Значи не е тоа доброволна. Покажано е дека регулативите кои што се всушност тие не се регулативи, се повеќе препораки, кои што зависат од училиштата, родителите или операторите за храна, најчесто не доведуваат до подобрување. Туку најчесто до подобрување доведува нешто што е строго регулирано преку акт. Ние имаме подзаконски акт во форма на правилник. Значи не постојат строги определени критериуми според кои што училиштата доставувачите би требало да го организираат училишниот оброк, Сега целодневна. Сега постојат во Македонија од 2018 мислам дека првично беа и во 2022 го реуредивме правилникот да биде во согласност. Значи точно е наведено. Македонија е едно од земјите која што има точно наведено што може да им се даде на детето, кај овие кои што рековме појадок и ручек, само кај децата, кои што имаат целодневна настава и пак ќе речам. Меѓутоа ние тие ги испитуваме кога ги правиме истражувањата за нивниот нутритивен статус. Така да ние сме од земите кои што имаат регулатива. Тоа е под број 1. Второ, истражувањата покажуваат и на родителите, дури, а и за децата, дека во периодот од кога е воведена таа регулатива, дека се позадоволни во однос на тоа што им се нуди на децата како храна во училиштата. Значи, таа промена на нудење на овошје, на зеленчук и така натаму, која што се случи последниве, не знам, колку години од кога е тоа донесено, не е заради тоа што некој има зголемена свест, туку заради тоа што има регулатива која што тоа го промовира. А се следи квалитетот? Квалитетот се следи. Следењето на квалитетот е по методологија која што Министерството за образование може би имаат некоја друга методологија која што тоа го следат. Центрите Институтот за јавно здравје го следат по методологија која што е валидирана и од ЕФСА и од Светската здравствена организација и гледаме дека има позитивни промени. Има позитивни промени, особено во состојките кои што се користат. За среќа во делот на зголемена телесна тежина и дебелина кај децата во последниот извештај кој што го и во последната рунда на земење на податоци забележуваме известно подобрување, тоа далеко од тоа што треба да биде. Меѓутоа и забележуваме определени назнаки, особено кај женските деца во последната рунда дека имаме намалување.
во вкупната бројка намалувањето е незначително, меѓутоа кај женските деца тоа е значително. Така што заклучувам во однос на вашето прашање дека ние не стоиме толку лошо во однос на првите чекори што треба да се направат. Ова што го направи Шпанија, да речеме, а што го имаат скандинавските држави направено одамна. Значи првите чекори се поставени. Сега ни останува малку повеќе да работиме на неколку, да се надградиме, да се надградиме во однос на евентуалното субвенционирање, во однос на евентуалната околина во училиштата, која што во моментов исто така не ни е задоволителна, и да видиме како тоа ќе се рефлектира на нутритивниот статус на децата и на јавното здравје генерално. Така што тие се чекори кои што ни следат, а кои што веќе планираме и се координираме како да ги преземеме. Ке ги вклучиме гледачите, почитувани од тој момент емисијата е контактна, можете да се јавите на телефонот испишан на екранот на телевизија Телма и да поставите прашање пред да преминам на физичката активност и потребата од движење за регулирање на телесната тежина. Уште едно прашање во однос на исхраната на децата во училиштето. Дали децата, што говорат вашите информации, дали децата ги јадат понудените оброци или ги одбиваат? За жал, ние немаме тој тип на бихевиорално истражување, меѓутоа имаше направено на ниво на држава УНИЦЕФ. Тоа не одеше во детали во однос на тоа дали им се допаѓаат или не им се допаѓаат, повеќе одеше од задоволството. Прекинувам, бидејќи некош родителите велат нашето дете е цел ден само со парче леб во училиште. Бидејќи не јадат ништо понудено. Видете, јас многу почитувам мислењето на родителите, меѓутоа и самиот сум родител и еве да речеме сум некој кој што можеби нешто знае во оваа област. Кога училиштето ќе реши да го следи правилникот за квалитетот, односно за стандардите на училишните оброци, јас како родител не треба тука да се мешам и ја препорачувам на сите родители да не се мешаат во тоа. Таа ситуација, таква каква што е направена, не е ситуација во која што родителите треба да ја да направат, како и англичаните, fine tuning, тие да направат во тој момент. Но велат плаќаме, а детето е гладно. Детето мора да го оставиме да пробаме да видиме дали ќе се прилагоди. Пак не зборувам за деца кои што имаат здравствени проблеми, кои што имаат проблеми со исхрана и така натаму. Ние треба да оставиме и да видиме детето. Детето, ако решило да биде гладно во тој период, што и да сакате вие, која е другата алтернатива? Другата алтернатива е да внесе 600 калории кои што му се екстра и кои што ќе бидат од ултрапреработена храна. И кои што имаме 100% ниво на докази дека ќе му го загроза здравјето. Значи, кога избираме меѓу две лоши работи, треба да видиме да избереме помалку лошата. Мислам, не сакам да кажувам дека треба да избираме меѓу лоши работи, меѓутоа треба да избереме нешто кое што ќе има највисока цела. Највисока цела е здравјето на детето. Значи, детето подобро е да си дојде малку погладно, а дома да му да приготвиме нешто што тоа јаде, а тоа да не биде пак храна која што ќе биде ѓубре храна, она, нели, junk food што се вика. Отколку да го прејадеме детето или да му дадеме калории кои што се само голи калории, ништо друго нема. Нутритивно страшно сиромашно, ама калориски богато храна. Така што пак ќе речем, како родител препорачувам на сите родители да дозволат училиштето да го организира, училиштата да ги организираат согласно правилникот кој што им е даден. И нормално училиштата да ја сносат одговорноста ако не го прават тоа. Така. А ние како родители можеме некогаш и да не се согласиме со тоа, меѓутоа да не бидеме дека на првата, како да кажам, ќе испаднеме од возот на првата кривина. Малку да бидеме понастојчиви кон здравиот живот на нашето дете. Така, здравиот живот на нашето дете, но и на секој човек опфаќа здрава храна, но и физичка активност. Вела дека секое движење е важно. Што говорат вашите истражувања и податоци? Активни ли се физички нашите деца? Нашите деца секако дека не се активни колку што треба да бидат. Меѓутоа, ајде да почнеме со добрите вести. А добрите вести дека се физичката активност е препознаена како важна во нашите училишта. Прво Македонија, ќе се зачудиме, но има земји во светот кои што немаат во своите курикулуми физичко воспитување или имаат многу малку.
далеку помалку отколку што имаме ние во нашите програми за нашите деца. Значи, нашите деца во најголем дел од одделенијата имаат, па и во средно училиште имаат 3 часа неделно по 40 минути физичка активност, која што ако се применува како што треба, е добар старт за тоа како децата во своите глави треба да размислуваат во однос на своето физичко здравје. За да бидеме сигурни дека се спроведува како што треба, ние во најраните одделенија воведовме и така наречена тандем едукација. Значи, децата покрај наставникот кој што не мора да има завршено физичко образование, имаат и дополнителен наставник кој што има завршено ДИВ и кој што им помага на децата и на наставникот му помага да ги изведуваат физичките вежби во оптимална, да речам, оптимално како што треба да се извршуваат. Така што тоа се добрите вести. На ниво на држава 2024 учествувавме во еден труд кој што се објави во Ланцет и кој што покажува дека нашето население, околу 30% од нашето население не ги достигнуваат препораките за физичка активност кои што се прилично ниски. Еве овде ги имате на овој слайд кој што покажуваат дека прво дека секој движење се брои. Значи секоја физичка активност е подобра од никаква физичка активност. И пред да почнам да зборувам за физичката активност да нагласам. Физичката активност за оној кој што мисли дека ова го зборуваме заради изгледот на детето или заради изгледот на индивидуата, не. Само со физичка активност, ништо друго не менување, вашиот изглед нема да се промени. Значи, тој што има вишок на килограми, ќе остане со вишок на килограми, тој што има премалку килограми, ќе остане со премалку килограми. Потребна промена на стилот на живење. Меѓутоа, што е важно? Важно е дека оној што е физички активен, изгледа еднакво со оној што не е физички активен, има подобри здравствени параметри. Така што физичката активност е еднаква на здравје. Тоа сакам да го кажам, дека со физичката активност ја промовираме здравјето. Исто и со физичката активност на децата. Доколку ги навикнеме дека 60 минути во текот на денот треба да поминат во умерена физичка активност која што вклучува и брзо одење или не знам 150 до 300 минути неделно умерена физичка активност, првенствено за таа зборуваме. Не зборуваме за спортување, не зборуваме за активни спортисти, дури не зборуваме за секојдневно овие луѓе кои што одат во теретана и така. Не зборуваме за нив. Зборуваме за популација која што нема професионална предаденост или нема можност или нема волја, ако сакате, да оди по теретани, да вежба. Тоа е веќе еден друг сегмент за кој што може би друг пат да зборуваме. Меѓутоа, генерално, како популација, не сме доволно физички активни и треба тоа да го подобриме, особено што барањата за физичка активност што промовира здравје, HEPA е кратенката, Health Enhancing Physical Activity, не се толку високи. Например, децата 60 минути дневно, возрастните 150 минути до 300 минути неделно, тоа е 5 дена во неделата по 30 минути да бидеме физички активни. При тоа физичка активност и одење, значи не мора специјално да одиме физичка активност, туку во нашиот секојдневна рутина да ја вклучиме физичката активност. Ако треба да седнеме во кола за негде кај што можеме за 15 минути пешки да појдеме, да одбереме за 15 минути да пропешачиме, отколку да седеме во кола и за пак да стигнеме за 10 минути низ овие гужви. Дури бремените и постпартални жени се ставени во оваа категорија. Порано постоеше убедување дека трудницата треба да мирува, да одмара тие 9 месеци, денеска се е поинаку. Ова се новите препораки кои што излегува од 2023 година за физичка активност и кои што вклучија бремени и постпартални деца, вклучија луѓе кои што имаат хронични болести, вклучија деца кои што имаат и специфични потреби. Така што сите тие веќе ги имаме како стандард. Инаку во однос на бремените жени секако дека може да практикуваат физичка активност, но во моментов гледам особено по социјалните медиуми се форсира практикување на физичка активност од висок интензитет, додека сте бремени или веднаш по поредувањето или непосредно пред породувањето, тоа не.
и тоа секако да биде не да би препораката за физичка активност бремените жени да не ја добиваат на социјалните мрежи, тука да доаѓаат од својот гинеколог. Така, од стручно лице. Од стручно лице се е препораката за физичка активност, а не од да речеме од фитнес тренер. И моето последно прашање за денеска е дали македонската традиционална кујна е здрава. Бидејќи на овие простори има навистина зеленчук, овошје, житарки, а сепак се соочуваме со дебелина. Од друга страна, појадуваат повеќето луѓе бурек, кифли, лиснати теста и слично. Епа, ништо тоа што кажавте не е македонска традиционална кујна во последнава, мислам, ваша изјава. Традиционалната кујна секаде е здрава. Затоа што традиционалната кујна најчесто потекнува од условите во кои што се живее. Меѓутоа, не можеме ние да се подпираме на традиционалната кујна од 1950 година во 2025. Тоа што било традиција во 1950 не е традиција. Треба да дефинираме колку години е традицијата трае. 100 години наназад, 200 години наназад или 10 години. Ја мислам дека традиција од прилика треба во вака брзо свет кој што вака брзо се менува, традицијата на 10 години да ја реевалуираме, затоа што ако кажеме какви биле препораките за исхрана во 1950 година, веднаш по војната, кога имало многу гладни, кога имало многу неохранети, и денес, кога неухранетоста е на ниско ниво на јавноздравствена значајност, велиме, скоро и да не постои во Македонија, не можете вие да се подпирате на традиционална кујна. Или, втората опција е традиционална кујна, меѓутоа во намален квантитет. Тоа што е традиција, салати, зеленчуци, па и месо, леб, убав леб кој што порано и се месел во домовите, сами го меселе луѓето, сега може да се купи сирење, големи количини на зеленчук и така натаму. Се е тоа правилна исхрана. И во пирамидата, и во тањерот на правилна исхрана, сето тоа постои, меѓутоа мора да го гледаме во контекстот во кој што живееме. Во време кога нема неухранетост, препораките за исхрана, која пак ќе речем после војната, кога ги земеме тогаш југословенски, ако сега ги примениме, преваленцата на дебелина ќе биде над 90% во државата. Така што мора да го гледаме контекстот во кој што живееме. А она што тука го одгледуваме, она што тука расте со децении, со векови, секако треба да ни биде примарен фокус во исхрана. Професоре, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Отворивме на вистина актуелна тема и дадовте одговори на многу дилеми кои што ги засегаат родителите, а кога станува збор за училишните оброци кај децата. Благодарам за поканата. Почитувани, тука го завршуваме денешното издание на Телма амбуланта. Ви благодарам што и денеска бевте со нас. Ви посакувам пријатен ден.